За нас неделното попладне на Телма секогаш значи уживање, затоа што тоа е нова прилика да ви понудиме нови теми поврзани со спортот. Па сум среќна ако успеваме во тоа и ви благодарам што ја имаме вашата доверба и што не следите и овој викенд. Во овој издание на Fair Play нема да гостува спортист. Мојот денешен гостин е всушност мој колега и е ТВ лице кое што сите вие добро го знаете. Меѓутоа денеска ќе зборуваме за теми кои што се дел од неговиот живот и секојдневие и кои што имаат меѓу себе голем контраст. Тука се можеби некои периоди кога апсолутно имаше непримерен начин и недисциплиниран начин на живот. Меѓутоа дел од неговото секојдневие се и добрите навики, спортот, рекреативното спортување, а редовно ќе кажам дека и дел од спортските настани, особено во Скопје, во каква и да е улога, најчесто е тоа како најавувач, забавувач, модератор, меѓутоа добар пријател е со голем дел од спортистите кои што се важни за Македонија и за нашиот национален спорт. За неговото мислење за спортот, за сите начини на кои што тоа е дел од неговиот живот, верувам дека ќе имаме многу што денеска да кажеме, а и знам дека ќе биде забавно, затоа што во студиото го пречекуваме Марко Новески, за малку повозрасните, веројатно најлесно е да кажеме Марко дај побрзај, а новите генерации веќе го знаат како Марко листа за 300. Fair Play стартува за само неколку минутки и овој пат бидете со нас. Пред да ги отвориме сите денешни теми поврзани со спорт, како што е редот, честитаме на македонската ракометна репрезентација за новиот пласман на Европско првенство. Атмосферата во Скопје минатиот викенд беше супер заради тоа што најубаво е веројатно кога пред својата публика ќе избориш нов настап на континентален собир, а Јанес Сандански беше исполнета до последно место и атмосферата таму беше супер, но сега зашто ова го кажувам? Затоа што од прва рага ќе слушнеме како беше таму. Ако добро навиваш, тоа значи дека следниот ден си засипнат и немаш глас, ама си поминал на најдобар можен начин. Мој денешен гостин, како што веќе најавив, е Марко Новески и чест ми е затоа што за прв пат во Fair Play ми гостуваш. Да ти посакам. Добре дојде. Дојде наред спортскиве теми. Да. Ќе видиме како. Кој би рекол дека за спорт ќе збораме еден ден, молим. Има. Сега ќе видиме дека има. Туку навистина прво кажи каква беше атмосферата во сала и овој пат имаш улога да подкренеш атмосфера. Да, иако немаше потреба, мислам, да подкренам атмосфера воопшто, затоа што како што рече салата Јанес Сандански, спортскиот центар Јанес Сандански беше исполнет до последно место. Луѓето таму добро си ја знаеа својата работа, тоа е да бодрат нашата репрезентација, тоа супер си го правеа и мислам дека можеше на крај по крајниот резултат да се види со 9 голали завршивме разлика 8-9 така. Во еден момент имавме 10, ако не и повеќе гола разлика. Да, не ти беше тешка задачата. Ги сакаш тие обврски затоа што редовно и за клубски надпревари, меѓутоа и кога игра репрезентацијата викаат да си таму. Секогаш не знам, посебен шмек ми имаат надпреварите, утакмиците и секогаш кога имам шанса гледам да видам телевизија. Се нервираш? Каков навиваш си? Како да не се нервирам? Ако губи Македонија или првото полувреме бевме тука некаде изедначени нели со литванската репрезентација, мислам дека тогаш го изгубив гласот највише. Од викање, да. Ама после се смени работите и така иначе да, страстен навивач. Мислам емотивен навивач сум, не знам како. А на микрофон мора да внимаваш што кажуваш, мораш да контролираш емоцијата. Да, и за среќа мислам дека внимавав. Дека не си стресот нешто што не треба. Да. Ке кажат. Ќе видим. Ако повеќе не ме викнат, значи сум истресол нешто што не треба. Што нема да се случи, но како и да е, драго ми е. Јас бев таа што само гледаше фотки и видеа затоа што бев на работа, но важно е, кажавме што беше најважно, Македонија победи, тоа одиме натаму. Зошто всушност си ми гостин и како те поврзав со спортов? Прво деновиве имаш и една објава на социјалните мрежи. Интересна фотка каде што си многу млад, но зборуваш за некои денови кога тренираше ватерполо. Леле, да. Многу давно. Од таму ќе почнам. Тоа не ти е или ти е прво посериозно спортско искуство? Да, прво посериозно спортско искуство ми е тоа. На некои 13 или 14 години. За моите да ме смират малце, затоа што тогаш влегов во пубертет и нели почна више да врие крвта и така ќе речам. И да најдат начин некаков за да ме смират, одлучија да ме запознаат со ватерполото. Искрено и
одма се роди љубов, затоа што не знам, себе се сметав уште претходно за многу добар пливач, после се испостави дека има многу подобри пливачи од мене, ама така, некако со таа мисла бев кога почнав да тренирам и... Ама чеки, интересен ми е изборов на спорт. Зашто знаеш во Македонија вообичаено дете го земаат за рака, на малски игралишта се знае што се игра најмногу фудбал, можеби кошарка, па и ракомет не е меѓу популарните спортови. Ке судавам. Сте. Како тоа некој те зема и те однесе на ватерполо? Не, мислам дека на татко ми пријател беше тренер по пливање на базенот Карпош. И мислам дека така се случи, немек на што, како во мало не пројавав многу желба за фудбал играње, за кошарка, играв, ама не беше тоа ништо онака. И најверојатно свати дека не сум љубител на тие спортови, реши да проба нешто ново, поразлично. И првично ме пушти на пливање. Отидов на пливање, тоа беше еден тренинг, два и тренерот само предложи, вика, темпераментен е премногу, подобро да го пратиме на ватерполо, доди, таму поише ќе се пронајде. И се пронајдов таму, но полека со годините, па после мислам дека ќе се пронајдев и во пливањето повеќе како индивидуален спорт, затоа што има проблем со видото уште од мали и тоа ми беше некој како хендикеп, тога си го сваќав за играње ватерполо, затоа што не секогаш игравме со капчиња, нели, па можеш да разпознаеш кој е твоја екипа и така не се чувствував многу пријатно. Тоа ми беше. А сега живееме во друго време, сега да можеш слободно да тренираш ватерполо, има и леки и научари да можеш да користиш. Многу помагала има, да, сега се е тоа. Тоа беше едно друго време, барем тука кај нас. А што е со вака физички предиспозиции и градба, нели Тие се, нема бегање од предиспозициите. Не, дека прва асоциација за ватерполисти за дека се некако големи. Абе среќа тогаш е дека кажам сите на почеток во пубертет, па повеќе помалце тука не пречеше. Да, не пречеше. Ама страшно беше веќе кога почнавме некаде таму 16 години, 17, па сите многу поголеми. Ја си останав на тие 55 кила некако слабичко како и денеска. Имаше... Ама не ми беше, не знам, се снаоѓав некако. Поима нем, треба другите да кажат. Не дека не викаше тренерот по мене. Не дека викаше? Не пливав под казна, ама... И тоа има? Имаше? Аха, да. Ова е исто многу добра тема. Порано тренерите некако сосема поинакви методи има, затоа што веројатно може да ги применуваат со тие деца некогаш. Сега се почесто слушам дека не се толку многу строги. Ама си почувствувал така строго сериозно тренер? Не, оговар баш беше добро тоа. Мислам да ни вика сега, па и па нека пцовка да летне. И тоа сосема нормално било, татко ми седел на трибини горе. Воопшто никој не се бунел, не реагирал на односот на тренерот. Ке да фател малце тука се немало, тепања да се разбереме, не дека, ама после тренинг, ако си направил белја, само ќе му каже на родителот, ако сакате одете си, ако сакате дојдете да го земете подосна и ќе ти даде да пливаш уште под казна и пливаш. И тоа е. Си постојат тие ретро методи. Мене на почетокот ми беше многу чудно, тоа викањето, еден на друг, дури нели исто играчите да ти викаат, да ти се дерат. Се чудно дека не бев така научен, ама после се навикнаш и мислам дека тоа беше за понатаму во животот кој што ме истренира, така да кажам, нели, да не реагираш одма. Имаше многу тепачка. Модрици, чуда. Фала Богу, да, нормално. Кога ги гледаме камерите под вода на ватерполо, тогаш станува јасно колку е тешко всушност. Да се разбереме, играте овие сега што ги гледаме на едно друго ниво од ние што игравме, ама сепак се случува работи под вода, секогаш имало мавање, штипење на незгодни места. Се степувале и тоа било сосема нормално, нели сега, ама тоа е она баш, како да кажам, на утакмица, спортско тепање, не знам како да го наречам. После тоа завршува, нема везе, се пружа рака одма после тоа. И другаристи. Тие луѓе кои што некогаш тренираа ватерполо, ти меѓу нив тоа разбрав дека сега се уште ватерполо ги поврзува. Дел од тие луѓе. Да, дел од тие, каже тоа е интересно. На дури мислам дека бевме заедно кога се сретнав со еден од бившите ватерполисти колеги. Ќе кажам така, што е приказната? Ја многу одамна престанав, ете и човекот кога што го сретнав, сега не знам дали да го спомнуваме, затоа што не знам дали сака, нели. Се збори, не е ни важно. Продолжија после тоа, дел од нив тренира и години после тоа настапува, ако мислам дека беа дел и од македонската репрезентација ватерполо кој што играше нели неколку пати. И сега ден денес тоа е многу интересно што и ден денес се собираат истите луѓе, мислам дел од тие луѓе и си играат утакмици, значи договараат исто со тимови од други подоколниве соседниве земји кои што и на времето играле, пак се наоѓаат, патуваат наваму, да. И тоа е многу интересно така, видиш, ме поканија да отидам, а некако
Треба да отидеш Што некој треба, бе, Јана, за сер да ми фаќа, да, ајде, молим ти се, треба. Пак ќе бидеш булога на модератор, ќе креваш атмосфера. Може за да зборам, да отидам да да. набивам нешто така. Природно тоа си доаѓа, ајде ќе наречеме улична култура, дружби во тинеџерски години и тогаш некако Скопје беше поинакво и мислам дека и во голема мера и спортски активности и музика беа нераскинлив дел од тоа. Така, да луѓето се групираат и си пронајдат свое друштво. Имаше, некој, така, баш како што кажа, си се групира. Така, и тука сега доаѓа моментот на скейт, така? Па, не бе, ролери возев, се дружевме заедно, да, скейтери и блейдери, така ќе кажам. Интересна фаза од мојот живот, колку во 21-2 години, кога се дружевме така, дури голем поздрав до Бојан Ваљак, со него најмногу се дружев во тој период, дури куму бев. Интересен период, како да кажам. Имаме страшни момци кај нас што многу добро возат и штета што не се качи на едно повисоко ниво сето тоа. И некако со годините гледам дека има се уште една група скейтери кои што профи работат, ки голем поздрав до целата екипа, знаат за кои станува збор, они се најактивни, организираат и ивенти ден денес во Скопје скейт над превари и така натаму, но некако со ролерите падна работата. Па после малце подостанавме, па почнавме стрит хокеј, се придружив на една екипа, игравме стрит хокеј, да, беше тоа интересна исто фаза во животот, во спортувањето. Голем дел, мислам, од тие момци игра и предходно возеа ролери, па после тоа си продолжија стрит хокеј, па после тоа исто така дел од тие продолжија да играат хокеј, значи хокеј на мраз и настапува за наши имавме тимови откако играат и таму. Откако имаше хокеј игралиште нели направено и така. Чеке сега со ролериве, тоа не е воопшто наивна работа, знае да биде и многу напорно и знае човек да ги стави на нозе и се заборави цел ден со ролери. Значи сериозна физичка активност е. По 22 години. Ама кажи ми ги сите тие финти, па скокови, па тоа имаше се. Возев ја секогаш бев во некој обид да направам некоја финта, никогаш не ми успеа нешто посебно, 2-3 трика научив и тие си ги вртев цело време кога сам да импресионирам некого, деме ќе видиме, знам да возам, ќе направам тој трик 1-2 и после ќе седнам ќе муабет, солиш памет, знаеш како треба, вака треба, така треба. Од тие ќе земеш пиво едно, ќе се напиеш, па ќе дојдат нови луѓе, па нив ќе ги импресионираш пак со тие 2 трика што ги знаеш. И тоа е тоа. И тоа е тоа, да. Имаше некој место на кој што најмногу сакаше низ Скопје да возиш ролери? Мислам, добро, кејот како таков е можеби најраат место. Собиралиште, интересно беше кај цека поранешна влада, таму. И во парк ми беше доста интересно, таму зашто се собиравме кај Гоце Делчев, исто доста голема екипа и таму повеќе дружбата беше, нели? Така, да. Што ми остави впечаток. Ти кажам, имаше луѓе кои што на многу поразлично го сваќа бледањето, ајде, возењето ролери. И стварно правеа трикови луди, значи со бекфлипови, со салта, со 300 чуда да ги гледа човек. Тоа бара сериозен тренинг, тоа влегува во професионален дел. Не знам колку тренирале момците, мислам дека све им беше, како би се кажало, чист талент, пјур талент. Возеа дека, знам дека се собира, одеа во партизан салата, ако не се лажам, таму гимнастика, нешто вежба, ама друго е не на ова ниво како денеска што го гледаме. Се одеше, сега ги гледаме, нели, мислам барем во странство ставаат сунгери наваму натаму, пробува еден трик 100 пати, па после ќе го проба на помајка подлога и на крај на тврда завршува кај нас. Ги немате луксузи. Го гледа се залетува рипа од скали, прави бекфлип, завршува на грб, на глава, значи тоа имам видено, ќе стане само вака, ќе направи. Так, и мене ми крсна брат. Так, ама мене од старост. Тоа е, 100 годините. И ќе продолжи и сум викал, Боже Господе. Како возможно да... Стварно, не сум можел да поверувам. Че личење на улични спортови, буквално. Сега, откако си родител, тоа ми е интересно, често слушам од тебе, спортот мора да биде дел од животот на секој човек на било каков начин, макар рекреативно, нели? Гледај, мене ме прати спортот цел живот, иако не ми бил животот, нели, спорт. Дека има луѓе на кои што животот има буквално спорт, не ми бил, ме пратил и тоа е таа добра навика што ме создат исто на млади години, која што ете сега ми трае. Сега влијае на мене, како да кажам, сите имаме фаза, ја имав и бурна фаза во животот, таму тие 20 години, не дека спортот, тогаш ролери возевме, оке, ама него сваќав тоа како спортување, ми беше како, нели, дел од живот, се зезаме, па после еден период воопшто не спортував. Слободно ќе кажам, се пијанче по кафани, се дружев со, нели, тоа ми беше живот, се ќе заглавиме навечер, ама
заврши и таа фаза и повторно не можеш да избегаш од спортот. Тоа сам да кажам, кога те зачнат во тебе, не можеш да избегаш. И сега е пак составен дел од мојот живот. Не може да помине дена да не повежбам барем малце, нели? Ово мора да го малку подобро сега објасниме, зашто и сам ја отвори темата. До некаде ми е чудно, ми звучи чудно, како некој кој што има некаква дисциплина, има спортски афинитети, има таков некој ред во животот, ете уште од дете. Најнаш се случува да отида скроз во најнедисциплинирана насока. И на тоа надоврзи се дали отпосле всушност спортот помогна да се вратиш не, на секако, само со спорти се врати во таа нормала. Иначе претходно, како да кажам, пубертетот пак се изигра својата улога. Девојките почнаа да ме интересираат, девојчиња повише од спорт. Почнав да излегувам, па ми се допадна, како да кажам, излегувањето, па група оформив со другари, имавме бенд, свиревме. Свиреше, да. Да, и некако тогаш го открив оној дел од шоу бизнисот, како да кажам, па и таа фаза има, како да кажам, огромно влијание за тоа што сега го правам. Некако ете, една со друга во еден период се елиминира, така да кажам, се оттргна, се сузбија, но сега па ете двете работи живеат во исти момент по мене. Да ги финдера. Што после? Иначе тоа што ме праша, нели сите имаме тешки периоди во животот и кога секогаш кога сум пробувал да излезам од тешка фаза во животот, вклучително и таа, ќе да кажам као тешка фаза, секогаш спортот бил тој што 100% ми помагал. И разговорот со луѓе, ама кајде тоа ќе го тргнеме, нели? Спортувањето е она што ме враќало секогаш на прав колосек. Секогаш границата што ја поставаш, а тоа само спортот го може, барем кај мене. Поставаш една граница и стигаш таа и готово, не си задоволен и мораш да одиш на следната, и уште. Нема, не знам како да кажам, нема застанување. Оние кои што па професионално се бават со спорт уште подобро знаат како тоа изгледа и затоа често пати име преголем шок кога доаѓа крајот на кариерата. Буквално што сега јас да правам. Можам сме го збореле ова со другари многу пати, баш сигурно е голем шок. Од една страна си вика, леле, ај доста од тренинзиве, од ово, од они, најнас завршува. И сигурно на почетокот му е, оке, интересно, нели, некој ден и после тоа како надвор од таа рутина да се излезе. Па и многу ми сакал да седнам со некој спортисти да го направам тој муабет. И каже баш како се чувствуваат. Може да повикам некој спортист стварно. Ете идеја, гледаш во Fairplay даваме добри идеи. Да, секогаш. Ја не секогаш добри идеи даваш. Откако имаше недисциплинирани фази, што е тоа, односно кој може би спорт или која активност прва ти влета во животот? Кунг-фу, винчунг. Винчунг, кунг-фу беше работата која што другар ми спасе. Овие специфични спортови што се дел од животот на Марко, уште ми е нејасно како, ама? Тоа некој колку 6-7 години, сигурно 7-8 години море активно си го тренира. Да не претрав, така море да, така ќе му дојде некако. Сега првите 3-4 години многу активно, после тоа нели поретко ќе рипнеш по некој тренинг, ама ако рипнев тренинг вежбав дома, си вежбав сам си правев тренинг, така речено. Ама како ја доби идејата за боречки спорт? Другарче спасе случајно. Би речем, викам, сакам нешто да почнам да вежбам, по дома, ајде достава какви глупости, дојди со мене, да е поинтересно нешто да видиш. И отидов и стварно се заљубив од прва. Интересна боречка вештина, затоа што не е спорт, нели? Да. Од една страна, ајде. Кажам боречка вештина и многу интересна е. Ја да се разбереме, не сум тепач, не сум така направен, создаден, не знам како да кажам. А мова ми беше па супер како еден издувен вентил, ќе отидеш таму, ќе направите некој лесен спаринг, полуспаринг со другарче, колегата, нели, тука што е. И ќе се издуваш, и тоа е тоа. Ќе се истрошиш и така. Секогаш тие, нели, боречки вештини се интересни затоа што поврзуваат трпение, односно оноа умствено како се чувствуваш. Ствари таму и го учев. Трпението, затоа што секој тренинг го почував, прво и ден денес се почува така со ќе кажам полумедитативни вежби, стегања, така па се прават формите што се во винчунг, силимтао и така натаму нема везе. И дури од после го почуваме тренингот, значи прво го целото тело, да кажам, го размрдуваме, го загреваме, но не само телото, туку и умот пробуваш да го смириш, да го донесеш на едно, нели, ниво за да можеш
да се соочи со противникот, ајде така да кажеме. Добро, ти си темпераментен, ама почувствува тогаш дека влијае поинаку целата таа приказна на тебе? Мислам, има сериозно ефект да се сталожиш да... Порано бев од оние луѓе кои што кога ќе седна цело време, нели нога ти играше, така нешто прави, а мораше нешто да прави. Не така и тоа ме научи кунг-футо, винчунгот, како што можеш да видиш. Сега од 5 нежели се трудам да не го правам тоа. Се концентрираш така. Сега едноставно да. Еден од, бидејќи јас кратко рекреативно исто спортував боречки вештини и редовно кажувам таа реплика од еден мој тренер, рече ако некој од вас се чувствува вознемирано, душата го боли, да знаете дека тој не изел ќотек. Откако ќе изедеш ќотек, ќе сфатиш дека не е толку страшна таа душевна болка, се ќе се среди. Си имал ли ситуации такви? Среќа сум немал таква ситуација да изедам толку многу ќотек за да ме боли душата поише, ама сум знаел колку може да боли ќотек, зашто не знам како да ти кажам, доволно едноставно да тудри некој што знае да тудри и ти станува се јасно, па како да ти кажам. Пазиш повеќе, ти тренираш повеќе и така натаму, нема везе, ама и работиш на себе. Знаеш која друга работа доаѓа кога ќе разберат дека тренираш боречка вештина, нели? Да секој сака да те предизвика, па да те провоцира, па чекај сега да видиме колку е силен. Не оставам таков печаток. Најтрагично е што јас имав таква фаза во животот, среќа па ќе кажам не сум таков човек, не сум таков, туку едноставно сакаш, нели, вежбаш секој ден наваму натаму, сакаш да се пробаш, да, вика, чекај да видам нешто, дали знам колку знам. Ама среќа, никогаш не дошло до таква ситуација, сум немал потреба да се тепам, ниту ме тепале, така. Среќа. Се надам така ќе остане, ќе видиме. Се надпреваруваше некогаш, одеше понадпревари или се беше само рекреативно? Немаше, за жал тука во Македонија, барем во периодот јас додека тренирав, немаше никакви надпревари. Знам дека сега има некакви обиди да се организира. Има во клубовите внатре, си прават своји надпревари, интерни. И меѓу клубски, ама не е тоа така организирано, како да кажам. Сега гледам дека има некои обиди, па можеби ќе влезам во сениор категорија, кој што. Па што да не? Да, зошто да не? Ќе бидеш со мастерите, со повозрастни. Не. Многу техника има за совладување до таму. Има некој што пака како мене делумно знае и од прилика 45 години. Знаеш што, фактот дека и те привлекува спорт, меѓутоа имаш афинитет за тоа, до некаде кажува дека имаш и предиспозиција, тоест талент. Има кај тебе во фамилија други спортисти или луѓе со афинитет за спорт? Или тешко? Не, цел живот, да, не знам како да кажам, ми татко ми на повозрастните, да. Се занимавал, но за жал дете после тоа не. Мајка ми колку што знам исто како млада секогаш не заборава да ми каже дека играле кошарка во средно учела, мислам нема везе во странство и таму било кошарката и софтбол. Да, порано речи се сите спортувале, макар во училишни клубови и така, да. И така се мислам дека никој на некој посериозно ниво не. Гледам дека сега братучет ми беше така поактивен спортиста и заврши факултет, тоа голем поздрав до Борис братучет ми сега внуците Александар и Калин, они тенис игра, доста се добри и се надам дека ете барем некој ќе продолжи така, да некој по хај левел доди. Да, професионален. Има фаза сега ми текна после Динчугот исто и спортско качување почна. Спортско качување, чекај дава ова спорт кој што многу се заљубив, ама никако не успеав да сузбијам да тргнам, да го тргнам тој проклет страв од висина. Кој не се обидел, прво не зна колку е тешко тоа. Она чиста снага дека е потребна. Не бе, техника е сериозно, ти кажувам. Да, треба снага, ама тоа за некои работи што ги прават, ќе ги кажам, будали, не? Не нормално, во најпозитивна смисла на зборот. Треба да си физички подготвен, ама луѓе што имаат техника, сум видел, значи, пунички луѓе кои што знаат да качуваат. Не им пречи. Абе, како пантери се качуваат нагоре, не ми е јасно како. Сериозно, да. Кого учеше, кажи? Голем поздрав до здраве. Со него вежбав, он беше човекот кој што име запозна, така кажано, со овој спорт. Потоа со него одев во Болдербар, таму качувавме на вештачки карпи. Неколку пати ме однесе и на природни карпи се качувавме, матка исто и во Охрид. И
многу интересна, па пак ќе кажам, Што е цело работата? време мислев дека во сала се чувствувам сигурно. И немам гајле си пробуваш Да, работи. и долу има душеци. Моментот, да. Не дека не можеш и таму да се повредиш, може незгодно да паднеш чисто да се повредиш, ама некако така, ајде се лажам на таа висина од 3-4 метри дека ништо не може да ти се случи, а уствари голем до повреди од таа висина им се случуваат на качувачи. Мислам вака, нели за да проба нешто да направи, ќе се повреди. Ама тој проклет страф од висина, пак ќе кажам, не можев да го поминам никако и ќе отидеме на матките неколку пати, ќе стигнам до некоја висина, џабе, и осигурани се, знам дека нема да ме пушти, ама, како да ти кажам, Блокада. раце ми се потат. Не можеш. Стегна целиот, ќе се качам, ќе до некаде ќе отидам и така. Гледам што побрзо да заврши целата работа и затоа и мислам дека затоа и престанав. Уствари не престанав заради тоа короната почна, дојде короната, Да, па тогаш се сменја прекина таа работите, приказна, да. И после короната веќе друго почнав да вежбам и така. Чекај, леле, многу спортови има. И после Нема короната везе. нови спортови ќе почне и вежби. Ете, тоа збори Не, многу за ова- стабилноста моја, ова за како човек. Ова за качувањето што малку како поинтересно ти беше и поголем предизвик брзо да го изведеш сето тоа или не. поентата е да отидеш Не, повисоко или што? да поминам одредена патека според тежина, тоа ми беше цело време предизвикот. Ми даваше здраве да речеме одредени Да. дека со бои се обележани фаќалиштата и ќе ти каже демек тоа, да стигнеш до горе таму да се фатиш со две раце. Не знам дали И- ги виде на Олимпијада тие Море, луди надпреварувачите, особено од источни земји, да. Требаше да 5 се секунди. Лударав. Сум пробал, имаше монтирано на карпата на Кеј, таму имам качувана и на таа чудна работа не ми е страф, ете висока Да, е висока е, 15 метра. висока е, да. Не ми е страф, на таа сум се качувал си одам и секое лето. Ќе му се јавам на здраве пак. Ќе се отидам таму се качувам и така. И супер е, многу ми е забавно и таму имаше ги има поставено таа патика па за како што е, за тоа брзо спортско, Да. брзо качување. Немате појма колку е тешко тоа што они го прават и што изгледа дека е 5 секунди. пола вода. Јас- Не може да се качи, ја не можев да се качам првите две фаќалишта, значи се тоа е дудаци се. Тешко е, многу е тешко. Јас на почетокот кога ги гледав клиповите од Олимпијада си реков ова мене ми личи како да е забрзано видео, стварно се а не дека е во мачки, не реално знам што време. да кажам, како мачки се. Да, буквално, ама е тешко, потешко од што делува. Да, многу Посебно потешко. прв пат Многу човек кој ќе потешко. се обиде. Мене така ми беше, затоа ме фрустрираше, затоа што ќе почнеше здрави ќе оди, ќе се почне да се качува и го гледаш него така полека си прави. Так тука ќе се фати, се врти тука таква. Так, и се тоа така ти изгледа како види колку е лесно. И Многу најлес лесно. доаѓаш ти, так се фаќаш и пробаш со раката. Си укочен. И не оди. С раката и вика за малце копче. Извинете, ама буквално така се Буквално чувствуваш, вика чекај ме малце. Елеганција глед буквално како балет би игра на тоа. И нормално сето тоа може брзо да го прави, ама го Да. прави намерно споро така. Си ужива. Да си ужива. Да. Да. А се Секоја знае, чест. и во секој спорт и во секоја работа, колку по-елегантно и лесно изгледа нештото, Да, толку повеќе техниката. Тоа викам, тренинг. ако знае цело време во работат позадина. на техника, работи на техника, и Да. после тоа и дали брзо да спроведе или пополека, воопшто, како да кажем, нема игра улога никаде. Не игра улога. Добро, корона, за време на корона одморивме сите. Да, Мада и не ми се во верува дека период на помина корона 5 се години. вежбаше дома, па Да, клипови, дома. па тренинзи, Да, па сето да, тоа. да. Меѓутоа што после почна со фитнес, со нешто така, кросфит, Вака, фитнес, тој што период беше и тоа? со качувањето и со сегашната жена, почнавме со цена, почнавме да се гледаме. Ама она чекај, се- спортот ве спои или отпосле дозна дека ти... Отпосле дозна, се вежбавме, се сретнувавме вака така на кеј. Да. Тоа со точак цело време наваме натаму, нема веќе размениме поглед и толку беше. Да, а после тоа дознав дека она вежба многу активно кросфит. Да. И беше многу активна тогаш, значи, како да кажам, ми наби фрустрации, отидовме на еден тренинг, јас вежбав, нели, на качување одев, правев некои вежби, оде како скекови, чучњеви, држнеде. И ти мислиш, подготвен си? Да, пулап и згибови, како што си ги викаме, не, што е, сигурно не може да е поека од мене, женско. Леле, набивање комплекси, фрустрации за цел живот да се ги носам. Значи, отидовме во сала, излезе дека може да крева поише тежина, дали со раце, дали на нозе, дали на ова, дали на она. Може на раце да оди, јас не можам ни да застанам. Стомачи може да прави колку сака, јас можам Значи ти 100 беше да речеме. мистер Бин на прв тренинг со цена. Ама со драми правење. Жена ми драми? не можеше тренинг да одржи, водеше тогаш група во нема везе. Имаше луѓе неки 15 на кои што ги тренираше, вежбаше. И ја драми правев таму, како мало дете. Да,
се бунев, плачев таму дека не можам да направам работи. Ама после па ми влезе чивијата и за тој спорт и почнав да вежбам кросфит, ама едно нешто сватив дека моите предиспозиции за кросфит не се баш. Зошто? Не можам, не, страв ме е да не се повредам, искрено кажам, затоа што сметам дека на овие години ако се повредам, ќе не можам никогаш да се вратам онака да се вежбам и сум многу внимателен кога вежбам со тежини, дека никогаш не сум бил од тие луѓе кои што дигале тежини, имам другари кои што цел живот тоа го прават. Како да кажам, предиспозициите, градбата им е таква, значи со рамења, со ова, со она, со јаки нозе ги гледаш. Да, генетски се... Да, со потешка коска од мене, ги гледаш дека генетски се со други предиспозиции за тоа. Никогаш, затоа сум сега многу внимателен и секој се зезам дека вежбам со женските тежини во кросфит. Мислам тие што ги даваат на тренинг, а тие што се за такмичење се исто така наша фантастика за мене. Тие се малте некако машки. машки. Супер ми е за човек од 60 кила. Таман се тие тежини. И што толку со кросфитот така? Така раскрстивте? Не си. Дека не е тоа за мене? Не. Си продолжив, си вежбав после со екипа исто секој ден малтене, ама пазев со тежините, они вежбаа со многу поголеми тежини, а вежбав со, да не речам, пола од нивните тежини, ама секој ден гледав да се вежбам и ми остана тоа. И сега, од кога ми се родија Вања и Веда, нема време за тренинг. Нема време за одење во сала, барем не сега, ама секогаш си има време нели да се извози точак, да се пропешачи, да се потрча малце, да се направи по некој склек, чучеви, така натаму, така. И ден денес гледам да се одржувам, ама еве сега повторно почна да ми врие крвта, па ќе кажам и па ќе се вратам со вежбање и кунфу еве се договарам и кунфу? Да, и за вака, кросфит. Нема везе, ќе пробам, ќе видим. Дали некогаш, добро што спомнајќи лажа, вака генерално предиспозиции, си се обседнувал некогаш со тоа како изгледаш, па сакам да вежбам или да спортувам се со цел да постигнам некоја форма? Да, сум имал и такви фази, нема да Имало? лажам. Да, сум имал фази кога сум сакал да изгледам малце помачо и сум пробувал, ама како ќе кажам, колку Господ ти дал толку тие. Никогаш не сум бил од оние луѓе кои што, како да кажам, претерувале со суплементи со ова со она и не сум можел никогаш да се здебелам нешто повеќе. Уствари сум користел и протеинови, ден денес пијам протеини, ама не сум од оние луѓе, ќе кажам, кои што јадат па премногу или исхраната не име како што треба. Или пак исхраната кој име па сонот не име и никогаш не ми одело во прилог, не сум можел нешто посебно да се здебелам, да се направам. Така. Помачо секој сум се држал до така, до 65-6 кила, 7 една, се здебелив 72 кила, ама тоа беше многу млад, на 17-18 години, и тоа под присила, од двајца другари, под принуда. Отидовме на 15-дневен одмор и дадовме пари на купче за јадење и после првото јадење сватив дека јас нема ништо да имам за јадење ако јадам вака. Дека изедоа се купивме за доручек. Се што. Да. И јас јадев како што си јадев 2 парчиња лепче, си кажав, и после тоа немаше ништо за јадење. И ја реков дека наредниот ден ќе држам темпо со нив, ќе пратам колку можам да јадам за да не останам гладен, дека пуктав за јадење цел ден. И ете. Имаше резултат. Да, искрено, сега денес луѓе не ми веруваат, освен тие што се дружат со мене во тој период, дека се здебелив за 15 дена 12 кила. И се вратив, буце со меше се вратив, таков си. Да. Не може да ме препознаат ни моите дома. Добар. И после тоа пак си оставна фи. Без проблем. Да. Ќе привршам со малку околу тоа како е да се биде спортски фан. Можеби никогаш сум те прашала за ова, меѓутоа кога гледаш спорт, кога навиваш, што најмногу сакаш? Најмногу сакам кога игра било што нашата репрезентација и тогаш најмногу навивам. Фан сум на МЗТ, на МЗТ Скопје, таму живеам, таму сум малски ми се израснат сум буквално покрај сала. Сега не сум некој од оние кои што нели го оставиле срцето, животот на терен. Имам такви другари, комши, кои што добро, буквално... па и во навивачки групи и сето тоа. Да, секогаш сум им се восхитувал од секогаш. Со каква страст и пасија навивале за МЗТ, секогаш чест. Тоа ми е и Вардар за фудбал, кога станува збори ракомет, Вардар ми се... Да, со Вардар исто беше во сала, ќе ги видиме некои фотки. Кога игра македонски тим, екипа, било кој навивам за тој со странски, секогаш имаат мојата поддршка. Дури ќе кажат, нели, Скопјани, Битолчани, Вардар, Пелисте, ривали.
секогаш кога игра Пилистер со странска екипа, секогаш сум на победа, кога игра исто и така натаму да не ги редам. Нашиве спортисти ги знаеш природно. Да, во голема мера и така. затоа што си таму често на лице место на надпреварите. Многу ми е мило што е така. Кој со кого најмногу во последно време гледа Фиџе? Иđe ми е да со Иđe сум израснат. Од деца се знаеме и со него можам да кажам дека сум најблизок од сите спортисти, исто така и со Тони Грнчаров, бившиот наш кошаркар, нели? И со него учев исто така во основно многу убаво се познавам, живеам. Со сите останати, не знам, тука малски ми се нели Дамјан и Војдан. Да, Дамјан и Војдан се... Да, тука не знам кои други сега вака. Да, во аеродром има многу спортисти. Во Ново Стојанче Лисиче исто така, да, Столе тука, да. Он од Лисиче, нели, тука цел живот пак не спојува така. Ама добра колекција на дресови имаш, знаеш. Скапа колекција имаш. Да. На дресови од македонски спортисти. Да, треба да збогатам. Треба да збогатиш сега? Да, од Да. помладите, да. Добро, голем дел од овие што ги набројуваме се и генерацијски некаде Да, од прилика близу со до мене, тебе, да. Така што има логика да... Да. Се дружиме едноставно ете и како да кажам, и ноќниот живот не спојувал и малските дружби и спортските надпревари, така. Вака како супер родител, зашто сега си на тоа посветен. Финално видиме прашање дали ќе ми биде па супер заради тоа што знам дека тоа ти е сега омилена и главна преокупација и го сакаш тоа да, нели на прво место Новиот во спорт. животот е. Здравје Боже, твоите деца ако имаат афинитети и желба за спортови ќе бидат поддржани, претпоставувам. По се Точно што така, кажав. јас ќе ги запознам со спортот од најмали. Сум ми кажали на жена ми, ќе пробаат и да скијат, ќе пробаат и да пливаат, ќе пробаат. Ама сето ќе биде на нив оставено, значи џабе ќе форсираш некако не сака да се занимава со нешто. Барем мене тоа, јас сум го научил за мене тоа од животот, а ако деца се нели мои гени, иако се надам дека ќе бидат поразлични, ќе мислам дека со сила, и ке никого со сила, треба после тоа, значи да им објасниш дека ако се нафати после со нешто, дека ќе треба да го истера нели до крај, ако почне и да си тренира нешто, дека би требало и посериозно да го сфати. А ако не, би бил убаво нели спорт па да му биде како еден составен дел, ама мора да го сфатиш, јас мислам како помал, многу сериозно спортот за после тоа и за да се занимаваш ти како дете нели 3-4 години, 5, ја како да го почнав ватерполо да засакаш, тренирам, ќе се вратам пак на тие години, ја искрено мислев дека ќе станам некој ватерполиста многу познат, тоаш ми беше желба да играм за Црвена звезда во Србија, дека беа многу јаки, ме разбираш, па тамо не знам да идам во странство, такви филмови се прави во главата, ама после се соочува со реалноста, се соочува со, не знам, други работи во животот, па некои други работи ќе те заинтересираат и така, почнаш да се градиш како човек, па сега некои ќе се изградат како спортисти, секоја чест, некои после тоа си тапкаме со спортот, нели си онака. Добро. Као попратен дел во животот. Како и да е, пак е заклучокот супер е кога спортот ти е дел од животот, на кој да е начин, Да. макар и еве вака рекреативно. Јас ти благодарам многу што дојде ти твоите мини спортски приказни да ни ги раскажеш. Како непрофесионален спортист. Ќе се видиме сигурно на некој надпревар, веројатно следно спортски Сигурно. на тема спорт, да. Затоа што си таму и тоа е тоа. Се гледаме во некоја следна прилика. Сега чекам да го слушнам твојот разговор што се инспирираше нели со некој спортист што ќе го правиш. Ќе го Готово. гледам. Фала ти за поканата уште еднаш, голем поздрав до сите гледачи. И ништо се гледам во некоја следна прилика. До следна прилика ти благодарам многу. Марко Новески беше мој денешен гостин во Fair Play. Се надевам дека уживавте во малку поинаков и релаксиран разговор на тема спорт. Како и секој пат ние ви подготвуваме нови теми. Се гледаме повторно следната недела на Телма. До тогаш се најдобро.